Добар ден, вести во 18, ова се настаните на денот. Вонредна инспекција утврдила пропусти во лекувањето на родилката од Струмичко, што остана во инвалидска количка, дознава Канал 5. Клековски формира стручна комисија со експерти од земјава и соседството. Гостиварчани на плюс 35 степени во борба да стигнат до пакет со вода. Тешко, не да е тешко, него преку тешко е. Значи, не е издржливо, да ви кажем отворено. Што се измиеш ти, кажи ми се на гајба вода? Епидемиолошката состојба постепено се стабилизира, уверуваат надлежните. Алармантен пат на бројот на првачиња. Запишани се скоро 5000 помалку во однос на лани. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја. Со 149 милиони евра грант од Европската Унија ќе се гради третата фаза од пругата кон Бугарија, заедно со прекуграничниот тунел. Онака како што беше пред 2 години овој проект, подразбираше дека треба да завршиме на пола тунел. Идејата за измена на уставот стана политички токсична, изјавил Муцунски за Политико. Филипче се сомнева во разговори зад затворени врати. Кој сред лето оди на екскурзија во Брисел? Утврдени се низа пропусти во текот на лекувањето на младата струмичанка Станка Михајлова, која остана во инвалидска количка по породување со царски рез во Штип, дознава Канал 5. Извештајот на ДЗС е готов, но Министерството официјално не сака да го објави, додека не заврши со работа и стручната комисија, која треба да утврди дали има лекарска грешка. Во неа, освен домашни експерти, ќе учествува и лекар од соседна држава, а главниот сомнеш кој се проверува е анестезијата, што и била дадена. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Има пропусти во делот на лекувањето на 19-годишната родилка од Струмичкото село Баница, Станка Михајлова, која била породена во Штипската болница со царски рез, дознава Канал 5 од извори во Министерството за здравство. Она што било констатирано во извештајот на ДСЗИ е дека дежурниот гинеколог од Струмичката болница не го повикал анестезиологот во болницата за царски рез, туку ја препратил родилката сама во Штипската болница, каде била породена со царски рез и имало одредени пропусти, дознава Канал 5. Од Министерството за здравство потврдија дека ДСЗИ завршил со инспекцискиот надзор во сите здравствени установи каде била прегледувана родилката. Исто така се чека извештајот на комисијата од стручен надзор, составена од лекари специјалисти по неврологија, анестезиологија, гинекологија, радиологија и неврохирургија. Со цел да се обезбеди целосно независна и објективна стручна процена, Министерот за здравство побара од Комисијата за стручен надзор да биде вклучен и медицински експерт од соседна држава. Тој ќе учествува во разгледување на целокупната медицинска документација на пациентката и во изготвување на стручното мислење за преземаните диагностички и терапевтски постапки. По завршување на стручниот надзор, Министерството за здравство ќе информира јавноста за наодите и заклучоците. За здравствената состојба на Михајлова проговори нејзиниот свекор, кој објави видео изјава каде објаснува дека еден месец по царскиот рез неговата снаа не може да оди и покрај лекувањето на клиниката за неврологија се уште е во инвалидска количка. Ја давам можноста, ако е лекарска грешка да се утврди, јас мислам дека е лекарска грешка и сакам некој таа одговорност да ја сноси. И друго, она не може да каже директивно некој си доктор, директивно ми каже вчера на докторка во Струмица пред да идеме во Штип, сами си ја одесуваме со наша кола, она ќе биде вика за цел живот пелезирана вика, нема вика повеќе да оди. Можеби ќе се случи на друг тоа. Од платформата за родова еднаквост бараат независна истрага за овој случај. Надлежните институции да обезбедат независна и транспарентна стручна постапка за утврдување на сите околности поврзани со случајот каде 19-годишната жена по породувањето остана во инвалидска количка со сериозни здравствени последици.
Кризата со водата во Гостивар продолжува, а граѓаните и натаму за основните потреби се снабдуваат преку цистерни и вода во шишиња. Таму денеска беше Маја Стојановска со снимателот Христијан Димитровски. Пружени раце и надеж за чиста питка вода. Она што вообичаено го имаме со едно вртење на чешмата. За гостиварчаните новиве значи чекање во редици и неизвестност. Во услови на високи летни температури, пунктовите за вода кои низ градот ги има околу 10 и најчесто се поставени во близина на поважни локални институции, станаа нова секојдневна станица за жителите. Место каде доаѓаат по најосновната потреба – вода за пиење и готвење. Додека на повеќето од нас денот ни започнува со чаша вода или припремање на оброк, на гостиварчани деновиве им започнува токму вака, чекајќи камионите кои што на пунктовите им разнесуваат вода, понекогаш и со часови на овие пеколни температури. Но граѓаните реагираат дека дистрибуцијата не секогаш се одвива според очекувањата. Велат дека времето на пристигнување на водата се менува од ден на ден, а на дел од пунктовите според нив понекогаш воопшто ја нема. Животот со ограничени количини на вода за пиење и готвење среде лето станува се потежок, а количините што ги добиваат, велат тешко ги задоволуваат потребите на едно домаќинство. Еве неколку дена не носат пак, се снаоѓаме со пари. Тешко не да е тешко, него преку тешко е. Ама тоа е тоа. Ова што се случи е катастрофа. Значи, досега ова што се случи во нашиот крај, значи не е издржливо, да ви кажам отворено. Никако, девојче, никако. Никако. Ни за јадење, ни за ништо. Што ќе измиеш ти, кажи ми со една гајба вода, па да направиш јадење, ручек, доручек, вечера. Горещи тешко е. Апелирам да речеме на владата, повеќе да имаат оврски, да носат вода. Кризата со водата не го промени само секојдневието на домаќинствата. Последиците ги чувствуваат и угостителите, кои велат дека работат под отежнати услови, со дополнителни трошоци за обезбедување вода, но и со намален број на гости и промет. Луѓето се плашат, прометот е намален доста и се трудиме да им удоволиме на луѓето. Со овие сладки што имаме вода носиме од селата, например, од изворите и купуваме претежно и се трудиме да бидат и луѓето задоволни. Прометот е намален доста, се надеваме дека ќе помине, ама кога никој не знае. Додека граѓаните и бизнисите се обидуваат да се снајдат во новите услови, од Советот за превенција при општина Гостивар велат дека состојбата редовно се следи, а локалниот кризен штаб постојано заседава и ги разгледува проблемите со кои се соочуваат жителите. Оттаму посочуваат дека вода се обезбедува преку институциите, но и преку општествено одговорни компании. Велат дека потребите се дополнително зголемени во летниот период, поради враќањето на иселениците во Гостивар за време на одморите. Апелирам до сите граѓани кои имат потреба за вода за пиење, флаширана вода, да при дистрибуција на водата да има стрпление и да не се туркат или па некој да не го злоупотреби овој случај. Се надеваме да ова што побрзо водата стане чиста, за да можат граѓаните да ја консумират. Во случај да треба дополнителни интервенции, ние пак ќе бидеме спремни да ги снабдуваме граѓаните со вода, да не трпат, бидејќи еве и температурите се високи и баш во овој период имаме и печалбари тука, така да потребите се поголеми. 4 населени места во Гостиварско и натаму се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето. Дел немаат вода ниту за техничка употреба, а дел имаат недоволен притисок. Од општината велат дека овие населени места дополнително се снабдуваат и со цистерни, а со цистерни, како што посочуваат, се обезбедуваат и дел од потребите на болницата. Анализата на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена до 20 август, соопшти министерот за здравство Сашо Клековски во вчерашното интервју за Вести Плюс, додавајќи дека епидемиолошката состојба во градот постепено се стабилизира. Од СДСМ и денеска побара одговорност за состојбата. Сега влегуваме во
излегуваме од акутната фаза. Веќе можам да кажам дека сме влезени во нормален период. Зошто говорам нормален период? Затоа што бројот на првојавени пациенти се движеше од 40 до 80 овие неколку дена. Морам да кажам дека нормалната предепидемиска појава на стомачни проблеми со диареја, со повраќање се движи меѓу 25 и 100. Значи, зборам за претходните историски податоци. Епидемијата нема да заврши се до оној момент до има сомнеж и не се отстрани сомнежот дека има случаи поврзани со користење на водата. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи? Единствениот одговор е дека водата беше прогласена за исправна само затоа што така кажа Христијан Мицковски. Како што рековме, документ нема. Никој не сакаше да потпише и да сноси кривична одговорност. Сега знаеме кој треба да ја поднесе: Мицковски, Клековски, Тошковски. Онколошките пациенти излегоа на протест. Бараат да нема прекини во терапиите. Не бараме привилегии, едноставно сакаме терапијата да е навремена и да е континуирана. Во новата учебна година ќе има околу 3000 првачиња помалку во однос на лани, што е намалување за околу 20%. Овие шокантни податоци ги соопшти министерката за образование Весна Јаневска на пресконференцијата за резултатите од полагањето на државната матура. Ја следеше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Пред почетокот на новата учебна година загрижува драстичниот пад на бројот на запишани првачиња. Според првичните податоци во училишните клупи оваа година ќе седнат околу 4900 првачиња помалку во споредба со лани, кога имало 17250 првачиња. Иако оваа бројка не е конечна, бидејќи можноста за упис се уште трае. Прогнозите на министерката Весна Јаневска се дека нема да се запишат уште повеќе од 2000, зашто смета дека е сериозен показател за негативните демографски трендови во земјава. Бројка над 4000, некаде околу 4900 првачиња помалку од лани до оваа година. Колку и да се запишат, уште 2 да се запишат, ќе бидеме најмалку со 3000 првачиња помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја. Јаневска и директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска на пресконференција соопштија дека средната оценка од полагањето на државната матура во јунскиот испитен рок е 3,66. Просекот е речиси идентичен со ланскиот, кога изнесуваше 3,69. Најголемо знаење матурантите покажале на полагањето на странските јазици. За прв пат се полагаше по нов модел, односно нова концепција која предвиде 3 типа на матури. Државна матура, државна стручна и државна уметничка матура. Просечната оценка од сите 3 типа на матури е 3,66, што е скоро на ниво од ланската матура кога изнесуваше 3,69. На 226 ученици им бил поништен тестот и тие ќе полагаат повторно во август. Дел се фатени како препишуваат на лице место, а дел е утврдено дека препишувале откако им се прегледани тестовите и биле најдени идентични раскази. На дел од учениците им е и поништен тестот, затоа што некој од нив во текот на самиот испит од страна на тестаторите, наблюдувачите, беа забележани како препишуваат или користат недозволени електронски средства. Истите тие тестови се поништени, учениците ќе полагаат сега во август и преоценувањето е забележано особено во делот КСЕ-ите дека се појавуваат исти текстови. Министерката Јаневска истакна и дека е направена мала рестрикција во однос на квотите за упис на факултети, за насоките за кои нема побарувачка на пазарот на трудот. Како што рече, најголем предизвик за вработување има за политичките и правни науки и за педагошкиот факултет, а најголема потреба од стручен кадар има за природните науки.
Со грант од Европската Унија од 149 милиони евра ќе се гради третата и последна фаза од пругата кон Бугарија, вклучително и прекуграничниот железнички тунел, дел од коридорот 8. Договорите за финансирање на изградбата на пругата во должина од 22 километра беа подпишани денеска во владата, а покрај грантот од Европската Унија обезбедени се и поволни кредити од 175 милиони евра. Деталите за ова од Јован Ѓорговски. Со грант од Европската Унија од 149 милиони евра ќе се гради третата фаза од пругата кон Бугарија. Во оваа фаза ќе се гради прекуграничниот железнички тунел, дел од коридорот 8, кој почнува од Крива Паланка и продолжува на територијата на Бугарија. Договорите со Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој за финансирање на изградбата на 22 километарската делница беа подпишани денеска во владата. Премиерот Мицкоски посочи дека ова доаѓа откако изминатиот период биле дополнително прецизирани и усогласени сите детали со нашиот источен сосед. Проектот претходно, како што кажа тој, подразбирал дека работата треба да заврши на половина тунел кон Бугарија. Онака како што беше пред 2 години овој проект, подразбираше дека треба да завршиме на пола тунел. И без да имаме јасна определба од страна на нашиот источен сосед дека ќе имаме модернизација на секцијата која што ја поврзува границата со нас и Софија, вклучително и другата половина на тунелот. Да, требаше време, требаше да се постигне напредок во разговорите со нашиот источен сосед. Тој напредок се постигна, се подпишаа договори, имаме комитмент од двете страни и имаме тунел кој што е практично трет дел од проектот. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски пак оцени дека на овој начин, поречиси 2 години интензивни преговори и подготовки, проектот конечно станува реален и остварлив. После скоро 2 години работа, доаѓаме до проект кој што е остварлив, кој што е реален и кој што може да биде изграден, да биде реализиран. Не беше лесно во овие 2 години и беше доста предизвикувачки. Она што е особено значајно е што успеавме да постигнеме договор со Бугарија за изградба на прекуграничен железнички тунел кој што треба да ги спои двете држави и само на тој начин овој проект добива смисла. Од делегацијата на Европската Унија во земјава порачаа дека подпишувањето на договорите е силен сигнал за заедничката посветеност коридорот 8 конечно да стане реалност, но нагласија дека очекуваат и брза реализација на терен. I think our strong presence today confirms the shared and strong commitment to making Corridor 8 a reality. We look forward to seeing more and concrete progress on the ground very soon. Во наредниот период, според најавите, треба да биде распишан тендерот за избор на изведувач, а градежните работи да започнат до крајот на годинава. Првата железничка делница од Куманово до Белјаковци инаку веќе е пуштена во употреба, а втората до Крива Паланка е во изградба. Со третата фаза треба да се затвори најсложениот дел од трасата кон Бугарија. Македонија заслужува праведен, предвидлив и кредибилен пат кон полноправно членство во Европската Унија, изјавил министерот за надворешни работи Тимчо Мусунски во интервју за Политико. Според него идејата за измена на уставот станала политички токсична, по премногу направени отстапки во минатото. Опозицијата пак и денеска тврди дека власта се подготвува да го прифати францускиот предлог, а во таа функција го гледаат и патувањето на премиерот Мицкоски во Брисел. Андријана Лазова Божиновска за ова. Идејата за уставни измени стана политички токсична по премногу направени отстапки. Македонците се уморни од постојаното поместување на целта и не веруваат дека Бугарија нема да побара нешто ново, вели во интервју за Политико шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Потенцира дека Македонија има целосно усогласено законодавство со ЕУ и заслужува праведни и предвидливи евроинтеграции по 2 децении статус на кандидат. Немаме луксус за план Б. Со нашиот напредок најмногу придобивки покрај Македонија ќе има токму Бугарија, оценува Муцунски. Понекогаш сме многу фрустрирани поради недостигот политички резултати. Станавме студија на случај за тоа како билатералните спорови може да го попречат процесот на проширување на Европската Унија. Да се каже дека кон нас се постапувало неправедно е преблага формулација. Ова е апсолутна злоупотреба на позицијата на една земја членка на Европската Унија. Во меѓувреме опозицијата во земјава му забележува на министерот за надворешни зошто водел тајни преговори за деблокада на евроинтеграциите, со тврдење дека владата подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Вела дека дел од таа стратегија е и патувањето на премиерот кој кажа дека наместо на класичен одмор ќе оди на екскурзија во Белгија летово. Кој сред лето оди на екскурзија во Брисел?
во Брисел, кој што е административниот центар на Европа. Единствено нешто што може да се прави е, како што најави министерот за надворешни работи, да се преговара под радарот. Зашто? За прифаќање на францускиот предлог. За тоа зашто не обвинуваа дека сме имале предавнички политики. Власта негира дека се тајни разговорите кои се водат под радарот, но не споделувале детали за да не пропаднат обидите. Уште пред еден месец евроамбасадорот Рокас откри дека има дипломатска офанзива, а потврда за тоа имаше и претседателката Силјановска-Давкова. Министерот Муцунски кажа дека се далеку од решение, но се бара начин за деблокада на европскиот пат на Македонија, со тоа што ќе се спречи ново вето во иднина поради идентитетски прашања. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од Ново село повика МВР и обвинителството да ги пронајдат и приведат напаѓачите, кои, како што тврдат од партијата, синоќа за време на посетата на премиерот Мицкоски ги нападнале младите активисти на СДСМ. Упатувам порака. Децата не се сами. Не беа сами синоќа, не се сами денеска, нема да бидат сами ни утре. Ова е знак дека власта е исплашена. Исплашена е заради тоа што излегува вистината за загадената вода, излегува вистината за економијата, излегува вистината за Европа, излегува вистината за тоа дека сега сме слепо црево на Европа. Доаѓа време на правда и вистина. И ќе одговараат. Ќе одговараат за сите криминали, а најмногу за тоа што посегнаа по децата, поради тоа што единствено нешто што децата правеа, ќе повторам по трет пат, ја говореа вистината. Пациентите на онкологија денеска одржаа протест пред Министерството за здравство, брајки решенија за континуираниот недостиг на терапија на клиниката за онкологија. Според информациите што ги има, дел од терапијата веќе е пристигната, но сепак бараат системско решение за кризите да не се повторуваат. Сања Трајковска-Ставров. Не бараме привилегии, туку навремена терапија. Со ваква порака упатена од пред Министерството за здравство, Сдруженијето на онколошки пациенти Хема-Онко ја најави новата борба за системско решение на старите проблеми, доцнењата на терапиите и повторно побараа лековите да не доцнат ниту еден ден, за да не бидат оставани во неизвестност и страв. Од Сдруженијето порачаа дека иако дел од терапиите наменати за канцер на дојка, простата и дебело црево што 10 дена не беа достапни на онкологија, веќе пристигнале на клиниката, сепак бараат да се стави крај на праксата пациенти да бидат враќани од шалтер со изговор денес нема терапија. Не постојат клинички студии на кои што вели ние сега ќе одложиме за 10 дена терапијата, ќе одложиме за месец дена, ќе одложиме за 2 недели. Значи, она кое што нас ни е важно дека вие, односно оваа држава, во изминатите 5 години онколошките пациенти во постојаност, без разлика и без оглед на кој е министер, на кој е на власт, ги држи во некаква неизвестност со терапијата. Она кое што го сакаме е да знаеме дека не бараме привилегии, едноставно сакаме терапијата да е навремена и да е континуирана. Од Министерството за здравство информираат дека пациентите оствариле средба со заменик министерот Јовица Андовски и оти се работи на подобрување на достапноста на лековите. На средбата беше посочено дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на достапноста и континуитетот на терапијата. За лековите кај кои беа регистрирани доцнења веќе се преземени конкретни мерки. Дел од испораките се реализирани, за дел се склучени нови договори, а за останатите се обезбедуваат привремени решенија до целосно нормализирање на состојбата. Од Сдруженијето Хема-Онко посочија дека проблемите со терапијата, превенцијата, големиот број на пациенти и скапите лекови нема да се решат преку ноќ со краткорочни, туку со долгорочни мерки, подобри закони и процедури за набавка, подобра дистрибуција и соработка со добавувачите. Онколошките пациенти јавно побараа и да не бидат злоупотребувани во дневно политички цели и да не бидат дел од партиските препукувања. Македонија не се соочува со енергетски удар заради низок водостој на акумулациите како во делови од Европа. Напротив, земјава е енергетски безбедна. Изјави премиерот Мицкоски. Владата вели, тој не размислува на покачување, туку на намалување на цената на струјата. Водевме сметка многу порано за да не се случи тоа. И
Јас сум навистина среќен и задоволен што ја поминавме сезоната со наводнување онака како што планиравме, а сепак во овој период од месецот, значи веќе сме 5-6 август, имаме над 70% од акумулациите полни и подготвени хидроелектрани да произведуваат електрична енергија. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. Пред 10 години на денешен ден скопските села Стајковци, Смилковци, Ченто и Арачиново беа погодени од катастрофални поплави, во кои животот го загубија 22 лица, за кои комеморација ќе се одржи утре во општина Газибаба. Од тогаш како исчезнато се води 16-месечното бебе Елиф Фейзула, кое за време на поплавата се наоѓало во возило на обиколницата заедно со нејзиниот татко, кој го загуби животот. Афродита Рамос. Ова е тогашната слика од скопските села Стајковци, Смилковци, Ченто и Арачиново, кои беа најпогодени од катастрофалните поплави кои се случија на Скопската котлина на денешен ден пред 10 години. Невреме кој однесе 22 животи, а како потсетник за страотната елементарна непогода на веб-сајтот на исчезнати лица на МВР се уште стои сликата на Фейзула Елиф, едногодишно бебе кој исчезна во поплавата и оттогаш се губи нејзината трага. Незапаметеното невреме остави десетици семејства без покрив над глава, а настанатата материјална штета беше проценета на 30 милиони евра. Иако огромното количество на вода кое наврнало врз Скопската котлина се смета за главен фактор во катастрофата, сепак инфраструктурните пропусти како и нерегулираната сеча на Скопска Црна Гора во голем дел придонеле тоа количество на вода да се слее во населените места. 10 години од поплавата, дали грешките се исправени, кои можат да превенираат ваква катастрофа да се случи во иднина. Од општина Газибаба, како најпогодена во поплавите, вела дека во изминативе 10 години работеле на проекти кои го подобриле системот за заштита од поплави и намалување на ризиците од идни елементарни непогоди. Сепак, камерата на Канал 5 забележа голи падини и обраснати одводни канали полни со отпад во едно од тогаш најоштетените места, селото Стајковци. Меѓу најзначајните реализирани активности се изградба и целосна реконструкција на одводниот канал на улица Антон Велковски во Стајковци, изградба и целосна реконструкција на одводниот канал во Сингелич, редовно чистење на природните брани и водотеци на падините на Скопска Црна Гора со цел непречено одведување на атмосферските води и превенција од поплави. Од Дирекцијата за заштита и спасување посочуваат дека после поплавата капацитетите за справување со вакви елементарни непогоди значително се подобриле. Дирекцијата за заштита и спасување после 10 години од поплавата во Иджиково ги зајакна своите капацитети. И тоа, извршени се безброј обуки на тимовите за спасување на вода. Потоа, материјално-техничките ресурси на Дирекцијата за заштита и спасување се 10-кратно подобрени. Имено, во моментот Дирекцијата за заштита и спасување располага со преку 500 пумпи, со безброј вреќи, со безброј бариери. Така да можеме да кажеме од денешен поглед дека Дирекцијата е спремна за слични несреќи. Од општина Газибаба соопштуваат дека утре во Домот на културата 11 октомври во Ченто ќе се одржи комеморативен настан преку кој ќе се одаде почит на жртвите и како што велат ќе се потсети на важноста од континуираното вложување во превенција и заштита од природни непогоди. МВР спроведува засилени контроли на автобусите откако пред неколку дена се запали автобус на Durmo Tours. Иако за среќа немаше повредени, случајот уште еднаш го отвори прашањето за безбедноста на јавниот превоз. По трагедијата кај Ласкарци, сопственикот на компанијата од декември лани е во затвор, а еден од осудените и натаму е во бегство. Дејан Србиновски. Осудениот на казна од 10 години затвор за несреќата на Durmo Tours кај Ласкарци, во која загинаа 16 лица, а 30 беа повредени, Ремзи Мустафа, поранешниот раководител на возниот парк, и натаму е недостапен за органите на прогонот.
Иако судскиот совет утврди пропусти во постапувањето за извршување на неговата казна и предложи постапка за утврдување на одговорност кај судијата за извршување санкции, досега нема одлука за дисциплинска или друга мерка против службените лица. Од Основниот суд во Гостивар за Канал 5 информира дека се уште нема одлука од судскиот совет по ова прашање. Се трага по бегалецот по кој Министерството има распишано меѓународна потерница, а службите превземаат тактичко-оперативни мерки за лоцирање и лишување од слобода на лицето, пошто јавноста ќе биде соодветно известена. За пожарот пак во кој пред 3 дена се запали автобус на Durmotours се спроведуваат засилени сообраќајни контроли, вклучително и на автобуските превозници, одговорија од МВР за Канал 5. За овој случај обвинителството засега не постапува. Немало повредени, освен доколку во меѓувреме не добијат пријава. Токму случајот со пожарот, како и претходниот, кога во автобус на компанијата на Табановце биле откриени 580 парчиња муниција, во јавноста повторно ги отвори дилемите околу исправноста на возниот парк и безбедноста на патниците во сообраќајот, но и одговорноста на институциите. Во случајот со автобуската несреќа кај Ласкарци, во која загина 16 лица, а 30 беа повредени, собственикот на Durmotours Дурмиш Белули, кој има затворска казна од 10 години, од почетокот на оваа година е на издржување на затворската казна. Сепак, според финансиските показатели, компанијата продолжила да остварува приходи и во годините по трагедијата кај Ласкарци. Порталот Фактор неодамна ги анализираше финансиските резултати на компанијата врз основа на податоци од Македонското кредитно биро. Анализата се однесува на правното лице Друштвото за транспорт, туризам, тргови и услуги Durmotours. Во периодот од 2021 до 2025 година, компанијата остварила вкупни приходи од околу 1,85 милиони евра. Најголеми приходи биле регистрирани во 2023 година, кога достигнале околу 521.000 евра. По рекламите гледајте Вести Плюс, а ние ќе се видиме во вечерните вести. Пријатно!